Ако ја следиме дефиницијата на Светската здравствена организација за тоа што представува здравието, ќе видиме дека покрај физичкото, апсолутно неопходно е и менталното здравје. Значајно, ако не и пресудно влијание врз менталното здравје на секој од нас, имаат и нашите спиритуални убедувања. Доколку сакаме да го анализираме здравието во неговата целокупност, речи се и да не можеме да ја прескокнеме темата на верата и нејзината поврзаност со здравието. До неодамна, медицината под влијание на западната филозофија беше усмерена кон тоа да не ги меша медицинските и духовните аспекти од лекувањето на пациентите. Дури се сметаше дека верата не е тема која би требало да ја разговараат еден лекар и пациент. Како последица, верата на пациентот и неговата духовна состојба беа игнорирани. Денеска, научните истражувања како и искуствата на пациентите укажуваат на потребата од еден поширок, холистички пристап во третманот на пациентите. Многу научни студии покажуваат дека верата може да има реално влијание врз нашето здравје. Имено, голем дел од тие студии покажуваат поврзаност помеѓу религиозноста и позитивните ментални и физички придобивки, како што се помалку кардиоваскуларни болести, побрзо заздравување после операции, како и севкупно чувство на подобро здравје. Впрочем, речи си и да нема научни студии кои би упатиле на потенцијален негативен ефект на верата по здравјето на пациентите кои себе се доживуваат како религиозни. Секако, немаме намера никого да убедуваме да биде порелигиозен, бидејќи со тоа можно е да биде и поздрав. Туку едноставно, сакаме овие наоди од науката за влијанието на верата да ги споделиме со јавноста. А особено ако ги следиме анкетите и изјаснувањето на огромен дел од пациентите во Македонија како религиозни, сваќаме дека доброто разбирање на состојбата на пациентот значи и почит кон неговите религиозни убедувања. Сите кои ме следат на социјалните мрежи знаат дека за мене христијанството е централниот дел од мојот живот и тоа го кажувам отворено. И тоа мислам дека не ме прави полош доктор или полош човек, туку се надевам токму спротивното. За здравствените теми досега ве упатував да поразговарате со вашиот матичен лекар. За денешните, веројатно попаметно е да разговарате со вашиот духовен водач.